Ете на назад во студиото, како што веќе најавивме, следен наш гостин е адвокатот Александар Тортевски на темата кастрација на кучиња. Оваа тема предизвика многу полемики во јавноста, односно овој предлог закон кој го поднесоа неколку пратенички. Мора пред се да кажам дека ние ги побаравме и пратеничките кои го поднеле овој предлог. Секако мора да нагласам дека тој не помина на првото читање, меѓутоа сепак ова е една многу чувствителна тема за граѓаните кои чуваат домашни миленици. Ниту една од пратеничките која го поднесе предлогот денеска не можеше да се појави во ова студио и да дебатира на оваа тема, а исто така беа повикани и представници од Анима Мунди кои не успеа да стигнат на време. Господине Тортевски, добар ден. Вие бевте еден од оние кои имаа можеби најагресивни ставови на социјалните мрежи кога излезе овој предлог закон. Што мислите вие за ова и како го доживеавте ви овој предлог? Од 89 година сум активен на политичката сцена. Ги следам сите закони и ниеден закон волку сериозно не ми влегол во семејството, дома. Значи, со ниеден закон не сме се почувствувале дома толку засегнати и дека некој ни влегува во семејството и дека треба сега хируршка интервенција на еден член од семејството на моето куќе да му се направи заради тоа што има неодговорни поединци во општеството и затоа што општеството не функционира, затоа што инспекцијските служби не вршат состојната работа, заради тоа што градот има 600 луѓе повеќе од колку што треба, меѓутоа не може да се справи со 50 улични куќиња и сето тоа резултира со еден закон кој што веројатно некои потомци на Менгеле го измислиле или некој им излобирал да го предложат. Да, крајно нехумано, мора да кажам. И закон со кој што јас моето куќе што го чувам дома, што го шетам на поводник, што барам да го партнерка му барам да се спари, и тоа ќе биде во моментот кога ќе знаеме каде ќе ги дадеме кучињата, бараме, значи ме одбиле едно чудо пријатели што имаат лабрадори со образложение дека не знаат што ќе им направат на кучињата и затоа не успеваме да најдеме партнерка. И сега јас тоа куќе треба да го стерилизирам, да му го одземам она што му го оставила еволуцијата во период од, не знам, стотици милиарди години. Тоа е далеку од умот. Значи, затоа што општеството не функционира, сега ние, собствениците коректни на кучињата, ќе бидеме казнувани затоа што не ги стерилизираме. Па во оваа состојба претежно доаѓа дека само совесните собственици ќе бидат казнети на сметка на неспособноста на службите. Впрочем, земете го законот за пушење. Во најжестоката кампања и кога значи ВМРО ДПМН го изгласа тој закон и кога беа решени да го спроведуваат, во Западна Македонија и од другата страна на Вардар во Скопје не се применуваше. Дали мислите дека овој закон сега ќе го спроведуваат во Вејце или на Шарпланина, дека ќе отиде инспектор таму и ќе казни некој? Да не го занемаруваме и финансискиот трошок на собствениците на домашни миленици. Денеска нешто малку пресметав, значи ова е некаков бизнис одеднаш од неколку милиони евра, затоа што ако 10.000 луѓе треба да ги кастрираат кучињата во одреден период во рок од една година или 6 месеци, тоа е само хируршката операција, интервенција чини 1 милион евра. Меѓутоа, совесните состојници ќе им даваат суплементи на кучињата, средства за да се вратат од дополнителен обрт и трошоци. Да. Значи, околу некаков бизнис му се навртува на Значи, тука помала улога игра нефункционалноста на институциите, отколку бизнис интересите, доколку се согласите. Па видете, другиот аспект е тоа што се предлага дека тој што не сака да го стерилизира куќето, ќе треба да регистрира одгледувачница. Значи, во случајот ќе нема подосна можност, например, еве како сега јас имам куќе, ако најдам партнерка за него ќе го спарам и ми следува едно куќе. Тогаш јас тоа куќе можам да го подарам на некое семејство што нема услови да купи, меѓутоа што знам дека ќе го чува. Меѓутоа, ако само лиценцирани одгледувачници имаат право да ги парат кучињата, тогаш цената на едно куќе ќе биде 2000 евра и еден просечен македонец нема да може да си дозволи да дојде до куќе, заради тоа што ќе треба многу скапо да го плати. И сега нивните аргументи кои се? Дека одгледувачница е хумано. Воопшто не е хумано.
Значи во одгледувачници напротив, женките куќиња се претворени во фабрики за раѓање. Совесен значи собственик на куќе ја пари еднаш или два пати. Тоа е Одека бизнис, интересот тоа е не е... поголем. Да. Значи, за да ги задоволат мајчинските чувства, хормонално да се среди куќето, се смета дека е препорашливото. Не ги парат 20 пати. Одгледувачница ги чува во 2 на 2 услови и ја пари кучката секои 6 месеци. И сега мене ми префрлаа дека тоа решението што јас го Пред да не е предеме ни- само ниту на хумано. така, од режијата ни јавува дека веќе има еден гледач на линија кој што сака да се вклучи на темата, така што во оваа прилика го повикуваме. Ало, добар ден. Добар ден. Поведете, во програма сте. За обврска со парењето. Ја имам белгиски овче. имаме белгиска малиноа. Белгиски овче. Зашто ме терате да се кастрират кучињата кога тие се чипувани? Ако ја го изгубам, кучето, по чипот си го најде, нека ќе одговара тој и казна. А зашто ме терате со сила кучињата? Ја може да сакам тоа куче да го парам да и од него да имам потомци. Така, ги спомнавте Апсолутно. чиповите, мислам дека и тука ќе се согласи господинот Тортевски, Апсолутно. тие веќе беа воведени како обврска. Да, што туку ако по- кучињата се чипирани и ако моето куче излезе на улица и го најдат нечипирано, јас сум спремен ќе ја платам казната. Ако го најдат и сам покрај тоа што има чип, веднаш ќе ме најдат мене. Така и чипот е еден Значи, финансиски трошок кој им се е, наметна на собствениците, добро, еве сега имавме значи, и закон секое за тоа, задоволство меѓутоа треба да се така, плати, меѓутоа, за мора тоа да делиме одговорноста, сите се не е спорно. согласивме бидејќи си ги Да. сакаме кучињата Апсолутно. дури и назад, било да се Апсолутно. избегани Нема- или украдени. Нема никаков проблем. Пред- Значи, Се извинувам, јас прифаќам, значи, еве, моето куче, ако направи белја, што вика, да оплоди некоја кучка и ако се утврди дека е од него, јас ќе ги платам сите последици. Значи, прво, што треба да се направи во законот? Регистар на кучиња да се задолжи општината. Значи, општината да се има регистар на кучиња. Швајцарското решение е такво. Еве, пред гледачите јас ќе го кажам какво е и јас го поддржувам. Мада не верувам дека во Македонија може да се спроведе тоа. Во Швајцарија, ако сакате да чувате куче, одите во општина, аплицирате за дозвола за куче. Па ве гледаат дали сте саглам, дали сте несаглам, дали сте сериозен или не сте и кажувате што куче ќе чувате. Значи, во Европска Унија има скала на видови кучиња по тоа колку загрозуваат луѓе, дали се Котизација опасни или или Така, не. не, во така. однос на Да. нивната агресија која носат во да, гените. и ако таму питбул нападне човек, тогаш казните се 100 крати поголеми отколку ако голден ретривер или лабрадор нападне. Значи имаат градација на тоа. Меѓутоа во Швајцарија, од која ќе утврдат дека сте подобен да чувате куче, општината склучува договор со вас. Одите вие на курс, па кучето го даваат на дресура, па склучувате договор со општината дека ќе го чувате до крајот на биолошкиот век, заради тоа што има луѓе ќе купи, па после гледа дека тоа пушта влага, се митари. Мислам дека ова е главниот аргумент на подносителите на Ама- оваа ама иницијатива. Но има ако начин. ги чипираат кучињата, утре ќе се најде кој го пуштил кучето. И ќе го изгорам, тој ќе го ставам у затвор. Така. Токму Пред да продолжиме, имаме само уште еден гледач на линија да видиме апропо темата, поведете. Добар ден. Да, добар ден. Вака, јас не сум задоволен, не знам дали е само предлог на закон ова или би се усвоило да биде како закон. Меѓутоа, закон треба да има, но ова не е решение. Со гостин, пардон, се слагам со вашиот гостин, дека треба да се донесе закон и тоа што го кажува за во Швајцарија како модел може да се направи овде, но за тоа треба да има волја за да некој го спроведе тоа. Овде кај нас е најлесно секогаш да се зборува за кастрација, за кучиња, меѓутоа мислам дека доколку некој од тие модели се спроведе овде, дека би било успешно. Така, во ред, Првото, ви благодарам за вашето значи, јавување, ние еве, ќе продолжиме. Јас немам многу размислувано на темава, сега ова излезе актуелно. Меѓутоа, регистар, секоја општина да биде задолжена под закана од казна за градоначалникот или службите. Значи, регистар за кучиња.
кучињата да се регистрираат со За нив е слика. дополнителна работа, ова е веројатно веќе кај полесен општинските начин. власти. Сега општинските и градските власти Денеска нека ни си го гостуваше направат. портпаролот на град Скопје кој што спомна дека ваква мерка би можела да се воведе, но доколку дополнително оние кои што сакаат да не ги кастрираат да бидат оденочени повисоко. Само ако се подвргнат и тие, и јас ке се подвргнам на кастрација, ако предлагачите се подвргнат на кастрација. Така, во таа насока беше вашата реакција поради која? Мој пријател, мој член на семејството. Така, ние што чуваме кучиња ги гледаме како деца. Пробале со ова да создадат, уште одамна, од средниот век особено, да создадат супер луѓе, евнуси. Евнух бил кастриран човек, кој што во зависност од кој период го кастрираат, дали пред или после пубертет, му се развиваат одредени својства за сметка на сексуалната активност. И, значи, негативните последици се што станува дебел, расте висок, станува дебел, се поправа многу, меѓутоа е концентриран само на одредени работи. Колку ова општество, колку светот наизглед би изгледал многу подобро, ако немаме сексуални деликти, ако секој после завршениот, да речеме, неговата биолошка обврска, направи 2 деца, на мажите да не ги извадат, значи, тестисите, простатата, жените да им ги извадат сите репродуктивни органи, значи тогаш немате рак на материца, немате на јајници, немате на дојка. Впрочем, Анџелина Џоли си ги извади 2 дојки како превентивно. Крајно нехумана мерка и нехуман предлог. Според мене, барем јас лично. Ајде да создаваме супер луѓе. Зошто да создаваме супер кучиња? На куче кое навистина ми е дел од. Само да нагласим, бидејќи претходниот гледач не знаеше дали станува збор за предлог или веќе закон кој што е пред имплементација, станува збор за предлог кој што не е поминат во собранието, така што останува само на предлог, но и како подигна дебата во собранието, кога сме веќе кај гледачите ќе вклучиме уште еден од нашите гледачи кои што не чекаат на линија. Извинете за краткото чекање и повелете во програма сте. Ало, добар ден, дали се слушаме? Добар ден. Повелете во програма сте. Значи вака, многу со овој закон кај кинолозите предизвика големо внимание, поготово затоа што кинологијата со кучината скитници кои се наоѓаат по улиците нема допирна точка. А во Англија пред едно 15 години јас имав семинар со човек од Кралското здружение за заштита на животните од Англија, кој ни кажуваше на кој начин и колку години им требало и колку кучина требало да успиват или да еутаназираат во денот за да стигнат до една бројка која може да се контролира. Ние прво немаме таков начин на работа со кучињата, поготово скитниците, и затоа што сите тие оние што предлагат овој закон што го предлагат, поготово Сдруженијата за заштита на животните кои на некој начин во наводници се грижат за кучината, кои од нив многу немат ни куче, ни маче во својот дом, а носат закони за нас, да речеме кои. Јас во моментот имам 30 кучиња во својот дом, имам одгледувачница преку 25 години пријавена во Светската федерација, и не е точно тоа што кажува господинот, дека ние кучките ги кучиме, ги париме секој 6 месеци. Во кинологијата се знае. Колку време ги парите? Значи, еднаш годишно кучката може да се пари и ништо повеќе. И колку е тоа 7-8 пати, така? Во првите 8 години може да се пари, после 15-тиот, 16-тиот месец, до 8-та година и после тоа кучка да не се пари. 8 пати. Значи, да не зборуваме за некои работи. Законот апсолутно не вреди и не мислам дека ниту и некој ќе има употреба овој закон, како и многу закони, како што спомна за цигарите, како што спомна и за другите работи. На една страна ќе се употребува, на друга страна нема да се употребува. Значи, имаме премногу неправилности во носењето во закон. Затоа треба кинологијата, ние како суди кинолошки, како кинолошки сојуз на Македонија да учествуваме во тие работи. Не може на некој му текнало закон за кастрација ќе донеси. Кастрацијата е тихо убивање или тиха смрт на животните. Јас сум многу против тоа и ќе се борам секогаш да види тоа забрането. Така ви благодарам за вашето јавување. Све очекуваме во... Има ќерка ми со внуката доби подарок од странство, едно
кукла куче, кое што сега веќе може да му кажете седи, он седнува, па лај, па лае, па лежи, лежи. Ајде нека ни дадат такви кучиња да имаме на навивање и со тоа ќе го задоволиме. Да. Не би се нафатиле да чуваме кукли. Господинот, последниот гледач, го спомна Кинолошкиот сојуз. Од Кинолошкиот сојуз денеска околу 13 часот одржаа пресконференција и беа прашани токму за овој предлог закон. Од Кинолошкиот сојуз се наставот дека сопственикот на кучето треба да одлучи дали тоа да биде кастрирано. Ако е подготвена изјавата во режија, предлагам овде да ја погледнеме. Не секој сака и е во можност да биде регистриран одгледувач. Можностите и условите во кои живееме не се соодветни и исти како во другите земји од членките од Европската унија. А истите собственици на кучиња се занимаваат со кинологија и самите кучиња се изложбени примероци. Тука да појаснам, доколку се кастрира кучето, се забранува да учествува на кинолошка манифестација. Потребно да знаете дека овените кастрираните кучиња не е дозволено, кој што напоменав, да се пријавуваат на кинолошки манифестации. Воопшто не се спомнати, а веројатно не е ни размислувано дека некој веќе има и возрастни кучиња, хронично болни, на кои животно загразувачки би представувало било како вид на хируршка интервенција. Ете така, тоа беше ставот на Кинолошкиот сојуз, а меѓутоа при подготовката на денешната тема ние се обративме и во ветеринарната комора. Доктор Томислав Николовски, председателот на комората, рече дека тие воопшто не биле консултирани како стручни лица во однос на предлозите кои се однесуваат токму на оваа работа на домашните миленици. Господинот Николовски денеска не беше во можност од оправдани причини да гостува во нашето студио, меѓутоа негово гостување веќе најавуваме за следната недела, а овде предлагам пред да продолжиме со разговорот да го слушнеме краткиот став кој тој ни го испрати. Од речете најавува дека овој се уште не е пристигнат материјалот, така што ќе продолжиме со разговорот. Господинот Тортевски е со нас во студиото, значи имавте прилично една жестока реакција на социјалните мрежи и денеска вашите ставови се во таа насока. Држите се уште до нив или мислите дека... Апсолутно, значи, ви велам дека или некој лоби стои за оваа приказна, можеби да е во соработка со одредени градски фактори кои што не сакаат да работат да го решат проблемот. Еве јас ви гарантирам дека јас со уште 10 волонтери, ако ми дадат едно здружение 10 волонтери, дека за 4 месеци во секоја општина ќе го решам проблемот. Меѓутоа, општината треба прво да си направи регистар, да биде задолжена, сите собственици да ги регистрираме со чип, со слика на кучето, па кога утре ќе се најде фрлени кутриња во контейнер, што е најсилниот аргумент на овие што се залагаат за кастрација, ние точно ќе видиме чии потомци се тие кучиња. Меѓутоа така би требало да има инспектори на терен. Но апсолутно, ова е веројатно и заштеда на општините. општините. Кривишно дело, видите колку ние не функционираме како општество. Излегуваме од кожа и полудо. Но нема пријави и не се протестираат. Никој не реагира. Значи, еве, не знам дали Анима Мунди или некој здружение, не се сомневам во нивните добри намери, не знам дали се на прав пат, не знам како работат, меѓутоа не се сомневам во нивните, некојаш и со добра намера ќе се погреши. Меѓутоа, бар лично, бар сум бил јас сведок на 10 пати до сега, на телевизија, на вести од Кичево или од некаде од провинција оди прилог, убиена мечка со 2 мали мечиња, врзани на лада нива, и тоа репортерот значи го прикажува како огромен успех на ловците од Кичево, убиена мечка и 2 мали мечиња. Е кривично дело и гротескна сцена. А тоа е кривично дело, оди на вести, нити обвинител, нити полиција, нити инспекција, нити ловното друштво реагира и никому ништо. Значи така се реагира и кога ќе се најдат 10 кучиња фрлени во контейнер. Тие 10 кучиња, ако има регистар на кучиња задолжителен, веднаш ќе се види дека се пола од Доберман и Лабрадор, ќе се отиде, ќе се види кои женки се тука точно по картонот, бидејќи имаат чип, може да им се види која кучка е скотна во тој период би била тука, би се утврдило и би се нашло.
Кое? Бидејќи зборувате толку уверено за ова, а можно ли е воопшто да се имплементира еден ваков Ама како во Швајцарија функционира? Но многу работи во Швајцарија функционира така и нас не. Од граѓаните таму се од Балканци. 1/4. Меѓутоа балканците не се однесуваат исто кога се на Балканот и во Швајцарија. Па сега, значи, затоа што службите не функционираат, еве јас се однесувам спрема моето куќе, мислам дека во Швајцарија би бил меѓу повисоко рангираните чувачи на куќе. Значи, јас го чувам дома, спие на софа, не викам дека тоа треба да биде стандард за секого, меѓутоа јас сум против да биде во двор. Значи, потоа, сум против да биде во бокс. Значи, куќето мора да има одредена квадратура. Барем 30 квадрати, ако не можеш да му обезбедиш на куќето, не треба да го зимаш. Не го зимај. И сега, значи, јас го поддржувам швајцарското решение во целост, затоа што ако кола мораш да регистрираш, куќето е обврска, тоа е како отприлика ако си сериозен чуваш. И дете кога ќе се роди му вадат документи и го пријавуваат во државата. Бидејќи очигледно е дека власта ќе сака, ако не на овој, на некој друг начин да го регулира ова, вие подготвени ли сте да се впуштите во дебата заедно со сите релевантни институции? Апсолутно, јас не само за ова, за многу работи сум подготвен, меѓутоа ќе седнат таму, ќе излобираат неколку луѓе, ќе игнорираат заради тоа што ќе му поматиме бизнис на некого. Во тој контекст и можеме и да го погледнеме ставот, веќе од режијата ни јавија дека Николовски дека токму најзасегнатите и најголемите експерти, впрочем, се единствените кои остануваат неконтактирани при носењето на вакви закони. Изразувајќи благодарност за покажаниот интерес за вклучување на Ветеринарната комора на Република Македонија, како професионална асоциација на докторите по ветеринарна медицина во процесот на медиумска јавна дискусија по прашања од доменот на изнаоѓање на решенија за проблемите со домашните миленици и последично проблемите со бездомните кучиња, посебно во контекст на актуелните иницијативи за измени и дополнување на Законот за заштита и благосостојба на животните, ви го соопштуваме следново. Ветеринарната комора на Република Македонија, за жал до овој момент не е институционално вклучена во процесот на подготовка на предлог нормативните акти, ниту се доставени било какви официјални информации и материјали во однос на овие прашања. Со оглед на овие околности, како сериозна институција за една општествено сензитивна и многуслоевита материја, во моментов не сме во можност да истапиме со официјален став заснован на релевантни информации. Верувајќи дека оваа ситуација е резултат на ненамерен пропуст на институциите кои се вклучени во споменатите активности, Ветеринарната комора, како општествено одговорна установа, а со оглед на важноста на проблемите кои треба да се третираат, се чувствува повикана да даде свој придонес во овој процес. Во моментов се наоѓаме во постапка на изготвување на единствена стручна и професионална позиција и став, кој ќе се заснива на кредибилни, стручни и научни сознанија и искуства од други држави, применливи на нашиот социокултурен простор. Истиот во вид на документ ќе биде доставен до институциите и јавноста. Следствено, комората ќе иницира и ќе организира јавна дебата во вид на тркалезна маса со вклученост на сите засегнати страни. Завршуваме во надеж на градење на култура на општествена инклузивност, особено на најзасегнатите и најповиканите институции, со цел на донесување на најопстојни и најцелисходни решенија. Изразуваме спремност за идно учество во сите форми на медиумски јавни дебати од областа на ветеринарното здравство. Господин Тортевски, дали е за вас логично да не се праша Ветеринарната комора при носењето на било какви нови акти кои се однесуваат на животните, бидејќи се де факто најстручни? И кинолозите се изјаснија, и ветеринарите се изјаснуваат дека не се консултирани. Тоа само зборува дека на брзина, можеби во овие превирања сега околу уставните измени, се обидуваат да протнат тие 8 пратенички бизнис за некој свој. Јас реков, по два основи тука има бизнис. Не сум приврзаник на теории на заговор, меѓутоа тој бизнис може да им донесе, значи тој закон ќе им донесе огромна предност на оние што одгледуваат кучиња. Значи, прво, ќе ја измени генетската структура тоа. Тоа е исто голем проблем во мешување. Значи во Македонија ќе имате тогаш само хаски, ќе имате голден ретривери, ќе имате ротвајлери, ќе имате добермани. Или пак сите ќе бијадат од само 3 фамилии. Што е пак проблем за идното парење. Пак проблем, меѓутоа ќе доведе до ситуација да едно куче ќе чини 2000 евра.
Да, тука да го биде луксус во предвид и моментот дека е многу здраво за децата да растат со кучиња. Апсолутно. Исто така нешто што светските истражувања покажуваат дека децата што растат со кучиња имаат 30 до 40 помалку проценти астма. Таква раса на куче, конкретно вашата раса, вашиот лабрадор, односно лабрадорот и ретриверот секако се користат и за многу поголеми работи, а тоа е за помош на изнемоштени лица. Нешто што кај нас не е се уште влезено. Исто морам да кажам овде една, ако може да биде и мала критика кон Сојузот на слепи, бидејќи тие исто така не сакаат да го донесат кучето водач, да им биде помош, поради тоа што процедурата е многу скапа, не е лесна. Меѓутоа сепак поголем е стравот. Не верувам, во Франција има најголеми институти, многу големи селекции. Јас сум ги наблюдувал, сум ги гледал, знам, сум читал доста. Значи тоа и меѓу лабрадорите не секој е подготвен да биде водич на слепи. Треба селекција. Лично мислам дека мојот нема да може по тоа. Но да почнеме нели кај нас од она што е базично да речеме. Меѓутоа, еве само еден пример ќе ви кажам, дека од кучињата што се тренирани да помагаат на луѓе за епилепсија, значи што имаат епилепсија. Значи знаат, дресирани се да му помогнат кога тој ќе добие напад на улица, да го трнат ако падне на улица, да го заштити од удар на кола, да го трне на тротоар. Меѓутоа, одреден број, мал број на кучиња успеале да развијат способност да го предвидат епилептичниот напад. Тоа е нешто што медицината не успева. Се поразвиени од нас. Би сакала уште едно прашање да наметнам како теза, бидејќи ова е еден стар предлог на Анима Мунди. Тие има еден став во јавноста дека треба сопствениците на расни кучиња да плаќаат данок за разлика од сопствениците кои вдомиле куче во улица. Дали вие сметате дека ова е своевидна дискриминација, бидејќи мора да го нагласиме моментот дека голем број од сопствениците на кучиња расата ја бираат според карактерот. Тоа е глупост. Ако ги примениме овие сите решенија што јас ги предлагам, значи да бидат кучињата со чип, да практично ќе нема бездомни кучиња, од кај ќе најдат они куче, да згрижат од улица, ако веќе се трудиме да го решиме тој проблем. Пак сме во еден магичен круг. Не сме во магичен круг. Треба сите да си ја вршат работата какво флуксу се вемолам куче за во некој предлоз едноставно можеби не заслужуваат воопшто дебата. Во едно нормално општество. Немам ништо против сега, бидејќи е тоа доста акутен проблем со кучињата скитници, на некој начин да се помогне во нивно згрижување. Немам ништо против. Меѓутоа, трајно тој па утре тоа ќе биде мотив да се бараат кучиња на улица. Така. Кога ќе има кој да ги изгрижува и тој да биде ослободен, а јас да плаќам данок. И јас сакам, значи ја не ги разликувам кучињата по тоа, значи дали е расно или нерасно. Сега јас сакав лабрадор и купив лабрадор во моментот, мислам. На крајот на крајата тоа е лична желба на оној кој што. Меѓутоа пробав да вдомам куче од улица, едно многу го сакав на улица на кеј играше, не успеав да го адаптирам заради тоа што сакаше да се врати на кеј. Си беше навикнат, веќе беше пораснат, си имаше навики таму да си спие на кеј на столиците, да игра со луѓе цел ден. Кај мене во двор и во куќата внатре не сакаше. Никако не можеше да се навикне и морав да го вратам пак на кеј. Значи не успеав. Тоа се абсурди. Значи нема лесни решенија. Да се разбереме, нема лесно решение. За секое решение треба сериозна работа. И сега не може веднаш да се удри по најкоректната група на одгледувачи љубители на кучиња. И треба општините да си одвојат буџет за да си го решат проблемот, а не да се го ставаат тоа на товар, како што вие рековте, на најодговорни. Ако сериозно се одработи, трошокот ќе биде само на почеток и подосна ќе нема проблем. Еднократен. Така. Да, ќе нема никаков проблем. Така, тука во оваа прилика би се заблагодариле за вашето гостување и ќе ве очекуваме во некоја следна прилика и се надевам дека ќе се отвори. Дека веќе и другите страни најавија отворање на овие дебати конкретно за сегнатите. Еве само за крај уште еднаш. Исти се последиците кај кучето. Кучето има генетски, значи ДНК-та наша, човечката со на кучето се компатибилни 84%. Значи, исти се промените кај кучето кога е кастрирано како што е кај човек.
Ако е добро за куќето, тогаш да ги кастрираме и луѓето од кога ќе направат деца. Така, тоа беше вашата поента и на социјалните мрежи. Апсолутно стоам за тоа. Ви благодарам. Значи, кога некој што го поддржува ова решение, ќе се подложи на ова, ќе се подложам и јас. Така. Нема проблем. Ви благодарам за вашето гостување, а вие почитувани останете со нашата програма. Следува прилогот на колешката Ива Трајковска во врска со акцијата која што нашата телевизија спроведува во соработка со маркетите Тинекс. Полилингвист, но ниеден научен јазик не може да ги долови зборовите кои може да ја опишат болката на Викторија Китановска, самоохрана мајка која го посветува секој свој здив за нејзините мали момчиња. Образована мајка на 2 мали дечиња, од која едното дијагностицирано со аутизам. Нејзините 2 деца, Стефан и Филип, на возраст од 15 и 11 години, се нејзиното се, но и покрај безрезервната љубов, таа не е доволна за да се избори со секојдневната тешкотија со нејзиниот Филип, кој што од мала возраст бил дијагностициран со аутизам. Најголемиот удар нормално се ударот со аутизмот. Непознатата состојба за многу луѓе, па и за мене во тој период, кога го диагностициравме за син ми. Јас сум самохран родител на 2 деца. Едниот син, поголемиот ми, со аутизам. Утврден, диагностициран. Како што знаете, постојат различни степени на аутизам. Мојот, за среќа, не е нискофункционален. И овие денови сме затворени во 4 зида. Најстрашната работа. Родителите од Штип секојдневно праќаат апел до властите, со цел да се изгради соодветен центар за деца со посебни потреби. Во центарот во Штип, според родителите, има само 2 негователи. Сите семејства кои екипата на 1 ТВ и Тинекс ги посети, се согласија дека им е неопходен центар за деца со посебни потреби, бидејќи сите овие родители работат на пола работно време, за да може да им се посветат доволно на нивните деца. Неопходноста, значи итната неопходност од создавање на центар е сериозно прашање со кое мора да се позанимаваат институциите во државата. Ние имаме центар, ама тоа само се сведува на чување деца. Не е опремен како што треба. Дефектолозите се трудат колку што можат да изведат од тие деца. Меѓутоа, различниот степен на аутизам прво мора да се одвојат децата едни од други и секој посебно да работи со децата. Колку може. Колку што може детето во тој период да се концентрира. Како и секој човек и аутистичните деца имат различен степен на концентрација, различни способности. Ние се однесуваме као детективи, тоа морам да го кажам, што се докажа на конференција кога професор Трајковски организираше конференција пред 1 или 2 години, не се сеќавам, во септември, многу беше убава, ја бев таму. И советот од еден центар во Кипар, од дефектолог, баш на стручно лице, беше однесувате се како детективи за да пронајдете каде е способност и можности на вашето дете и што му пречи. Јас овака функционирам 15 години. Се однесувам ко детектив. И се обидувам да си ги изразам моите способности според мојата професија, да го научам. Најтешкото беше, викам малку, еме последица. Најтешкото беше, извади му глас. Нешто да каже. Со денови беше со една табличка, со магнетче и едно моливче. Ајде кажи А. И учев азбуката на 3-4 години. Ама мојата упорност беше буквално додека он не заспија, од кога ќе стане, додека ќе заспија. И оние основни Вашата работа 24 часот. Баш така. Се будеше ноќеска, плачеше, се чудиш зашто плаче. Не можеш да установиш, не може доктор да установи. Кога дознавте дека боледува од аутизам? Во градинка. Како? И според неговото однесување, впечатокот од морам да кажам дека во градинка има страшна поддршка. Еве, јавно им се заблагодарувам на градинката во Пржино, особено на Тања Јованова, мислам дека се презиваш, одамна беше. Толку ме прифати
и ме советуваше, затоа што она претходно имаше искуство во Заводот за слух, говор и глас. Таму одеше Филип на третмани. Тинекс им додели вредносни ваучери од 10.000 денари на семејствата, но сепак штипските жители со деца со попреченост бараат властите да реагираат во центарот на Штип, за кој велеа дека има само 2 негователи. Децата не ја добиваат неопходната помош. Не сме преброени. Немаме регистар. Луѓето се плашат да зборуваат за тоа. Има многу родители што се срамат од сопственото дете. Им порачувам да не се срамат. И мене колку и да ми тврди некој, било кој човек, пријател, непријател, независно, непознаник или непознаник, да не го изнесувам моето дете, ја ќе го изнесувам, ја имам право на живот. Не имаме право да отидеме у продавница. Не знам, јас, пошто преведував право, многу право преведов, 4.500 страни преведов право. Законите ми се многу добро познати и упорно тврдам, зошто ни го рушите правото на слобода, на говор и на мислење? Не од институција, не конкретно од министар. Од сограѓани. И од сограѓани. И зошто не соработувате со нас? Мене ми, еве се нудиме ние, буквално како топовско месо. Правете со нас што сакате, центар ни треба. Ние ќе работиме таму бесплатно, немаме кај да одиме. Знаеме најдобро како функционираат нашите деца, во соработка со било кој дефектолог што ќе сака да работи таму. Ќе соработуваме и ќе работиме да ги поттикнеме да ги осамостоиме, затоа што се способни. Способни се за таа повторувачка работа што нив мозокот им ја прифаќа. Значи повторувачките работи, не знам. Еве сега карикирам, лепење етикети. Може би не 8 часовно работно време, ама 4 часа може да се занимава со тоа. Секоја помош е добре дојдена за оваа самохрана мајка, бидејќи таа ќе стори се само да ја постигне својата цел, односно да се покрене свесноста за децата со попреченост и да се постигне општа прифатливост.